Здраво, дечиња! Овде е учителката Дани. Јас денес за вас подготвив една шарена приказна во која играат три пеперутки во различни бои. Но најпрво да кажеме дека кај нас дојде пролетта. Таа дечиња со себе донесе многу шарени бои и ја разбуди природата. Сонцето силно ни огреа, а пролетното дожденце исто така почна да ни роси. Ветрето развигорче, не галеше по коси. Се разбудија и животните дечиња од зимскиот сон во шумата, а се разлетаа и бубачките насекаде во природата. Птиците преселнички исто така ни дојдоа од југ. А пак цвекињата шарени се расцветаа во убавата ливада. И јас денес ќе ви раскажам за три пеперутки, три сестрички, кои што летале во една цветна градина. Трите пеперутки дечиња биле во три бои. Првата пеперутка била црвена по боја, исто како јаболкото и јаготкото сладко. Незината сестричка била сина по боја, како небото сино и морето ширно. А пак третата сестричка била жолта по боја, исто како сонцето што несилно грее и свети на небото. Овие дечиња пеперутки си летале во убавата цветна градина, а црвената пеперутка за тоа време здогледала еден убав цвет и замислете, и тој бил црвен исто како незините крилца. Одлетала до него и застанала. Леле, колку убав си ти, цвету! Многу си убав! И јас сакам да бидам цвет како тебе. Може ли? Тогаш цветот ја одговорил на пеперутката. Не знам дали можеш да бидеш како мене. Јас сум цвет, а ти си пеперутка. Погледни, па твоите крилја се многу убави, а и ти можеш да леташ. Тогаш пеперутката го запрашала дали може да си се одмори малку на цветот. Да, може, слободно, рекол цветот. Но се сетила. Ама мене ми се пие водичка и како ќе си најдам храна? Тогаш цветот ја одговорил. И јас за тоа не се грижам. За тоа се грижи моето коренче. Јас од него си земам и водичка и храна. А тогаш дечиња пеперутката се подзамислила малку и си рекла: цвету, па јас сепак ќе си бидам пеперутка како што сум си и си ги сакам моите сестрички и сега ќе си одлетам кај нив, а кај тебе ќе дојдам друг пат. Довидување, убав цвету! И одлетала дечиња црвената пеперутка кај незините сестрички, но и тие си нашле по едно цветче во градината. Замислете, жолтата пеперутка си нашла жолто цветче, а пак сината пеперутка сино цветче. И така дечиња си летале и си играле во убавата цветна градина. Приказната е толку, но јас сакам да се подсетиме и да кажеме какви по боја беа трите пеперутки. Еве вака. Првата беше црвена по боја. Така ли, дечиња? Како што беше црвена? Како јаболкото и како јаготката сладка, така е. Незината сестричка, сината пеперутка? Така, таа беше сина како што? Како небото и морето. Исто така, дечиња, сина боја имаат и реките, и поточињата, така ли? А третата сестричка, пеперутка, каква беше по боја? Жолта. Исто како сонцето жолто. Така е, дечиња. Значи,
Тоа се 3 боички. 3 сестрички во 3 боички. Црвена, жолта и сина. Тоа се дечиња 3 основни боички. Од овие боички понатаму настануваат сите останати бои и нивни нијанси. Со нивно мешање се добиваат и портокалова, и розова, и зелена, и светлоцрвена, и светлосина, и кафеава. Сите боички дечиња со кои што ни е обоен целиот свет, е обоено се околу нас. Овие боички дечиња можете да ги издвојувате и вие дома, и тоа со вашите играчки. Вие имате на различни играчки, и колички, и куклички, и топки, и можете да ги двоите. На една страна да ги ставите црвените, на друга страна жолтите, на трета страна сините. Но ја сакам да поиграме и една друга игричка, која што се вика Кој се скри. Ова е игра дечиња која што можете да играте и дома со вашите родители, но најпрво да ви објаснам накратко како се игра. Значи, да повторам, се вика Кој се скри. Ние денес, бидејќи зборувавме и раскажувавме за пеперутките, ќе ја играме со пеперутките. Вака право. Ќе ги затвориме очињата и дланките ќе ги ставиме на очињата. И ќе броиме. 1, 2, 3. Кој сега се скри? Ќе ги отвориме очињата и еве да видиме кој се скрил на нашата слика сега овде. Овде е сината пеперутка и жолтата. Значи, која пеперутка се скрила, дечиња? Ние нема црвената. Значи, црвената пеперутка се сокрила. Може би отишла кај црвеното цветче, така ли? Ајде уште еднаш да пробаме, може? Затворете ги очињата, ставете ги дланките и 1, 2, 3. Кој сега се скри? Отворете ги очињата. Ајде да видиме сега пак кој го нема. Која пеперутка ние сега нема и се скрила? Овде е црвената. Овде е жолтата. Ние нема сината. Така е. Така, дечиња, можеме да се играме уште многу, а можете да се играте и вие дома со вашите родители. И тоа имате играчки многу, многу, многу. Можете да ги наредите и да играете, да броите и да погодувате која играчка се скрила, која кукличка се скрила, која количка се скрила и така натаму. Од мене толку, дечиња. Довидување!